Равенка направа низ две точки. Сегментен вид на равенка направа. Во ова предавање ќе зборуваме за равенка направа низ две точки. Нека се дадени точките А со координати x1, y1 и Б со координати x2, y2. Да ја напишеме равенката направа одредена со овие две точки. Низ две различни точки поминува една и само една права. Од претходното предавање дадовме шема како за дадени две точки може да најдеме равенка направа. Шемата одеше кога од y2 ќе извадиме y1 и тоа го множиме со x. Од x1 кога ќе извадиме x2 и тоа го множиме со y и плюс каде завршивме вкрстено множење x2 по y1 минус x1 по y2 еднакво на 0. Ова е равенка на правата P која што минува низ точките А и Б. Доколку оваа равенка напишана во општ облик, бидејќи ова може да го земеме за коефициент А по x плюс ова за коефициент Б по y и ова за коефициент С еднакво на 0, а ова беше општ вид на равенка направа, од оваа равенка направа, доколку сакаме да изразиме y минус y1, од оваа равенка направа ќе дојдеме до онаа официјална равенка направа која најчесто ја среќаваме во учебниците. Од која причина ќе видиме во некој од наредните предавања, бидејќи овој број овдека y2 минус y1 врз x2 минус x1 ќе представува коефициент на правецот. Значи имаме две формули, два облика за равенка направа низ две точки, но ние ќе ја користиме оваа шематската формула, која што е универзална и ги пронаоѓа сите можните видови направи. Да решиме овој пример. Нека е дадена точката А со координати 1 и 2 и точката Б со координати 5 и 4. Како што рековме, 4 минус 2 е 2 и го множиме со x, плюс 1 минус 5 е минус 4 и го множиме со y, плюс 5 по 2 е 10, минус 1, значи минус 1 по 4 е 4 еднакво на 0. Ако целава равенка ја поделиме со 2, ќе добиеме x плюс поделено со минус е минус, 4 поделено со 2 е 2, 6 поделено со 2 е 3, еднакво на 0. Значи, на многу едноставен и елегантен начин успеавме, дури скоро и на памет, наизуст, да ја најдеме равенката направа, што минува низ точките А и Б. И навистина, ако провериме точката А со координати 1 и 2, дали припаѓа на оваа права, 1 минус 4 е минус 3, плюс 3 0, 5 и 3 8, минус 2 по 4 8, значи гледаме дека координатите на точките А и Б ја задоволуваат оваа права. Нека е даден триаголникот А, Б и С со координати на точките А, Б и С и да ја напишеме равенка на страната АБ. Значи, правата координатите на точката А се 2 и 3, а на Б се минус 4 и 1. Одиме со шемата. 1 минус 3 е минус 2х, плюс 2 минус минус 4, еве ќе го запишеме, 2 минус минус 4 се множи со y, плюс минус 4 по 3 е минус 12 и минус, значи се одзема 2 по 1 е 2 еднакво на 0, од каде добиваме минус 2х, 2 плюс 4 е 6y, минус 12 минус 2 е минус 14 еднакво на 0, ќе поделиме со
минус 2, за да дефинитивно равенката на правата АБ ќе биде x минус 3y плюс 7 еднакво на 0. Проверка дали 2-3 припаѓа, 2 и 7, 9 минус 9 е во ред, минус 4 и минус 3 е минус 1 плюс 7 0. Значи, резултатот е во ред. Тежишна линија повлечена од темето А. Тежишната линија повлечена од темето А, значи ако го имаме триаголникот ABC, овдека имаме А1, која ќе биде средина на отсечката BC, а средина на отсечката BC ќе ја најдеме ќе најдеме аритметичка средина на координатите на B и на C. Минус 4 плюс 2 па на пола и 1 минус 3 па на половина. Значи, координатите на точката А1 се минус 2 врз 2 минус 1, минус 2 врз 2 минус 1. Значи, задачата под Б ќе оди да најдеме равенка на тежишната линија, значи ТА. Точката А има координати 2, 3 и точката А1 што ги најдовме минус 1 и минус 1. Одиме уште еднаш шемата минус 1 и минус 3 е минус 4х. Ова минус ова е 2 минус 1 ќе биде 2 плюс 7 плюс 3х. Ова по ова е минус 3 и минус 2 со спротивен знак плюс 2, значи минус 3 и плюс 2 ќе биде минус 1 еднакво на 0. После множење со минус единица добиваме равенка на правата А1 во општ облик, а тоа е 4х минус, овдека сме требале да имаме y, плюс единица еднакво на 0. Да провериме дали точките А и А1 припаѓаат на оваа права. 4 по 2 8 и 1 9 минус 3 по 3 е 9, во ред е, минус 4 и плюс 4 дава 0. Со тоа задачата и под А и под Б ја решивме и веќе успеавме да употребиме еднаш, два пати, три пати примена на оваа шематизирана формула, која што всушност представува равенка на права низ било кои две точки.